Ја затворил без нејзина волја, ја малтретирал, а потоа ја убил. Убиството на 79-годишната Борјанка од Штип што се случи минатата недела е четвртиот регистриран случај на фемицид во Македонија. Организациите кои се борат против насилството врз жените предупредуваат дека линијата меѓу семејното насилство и фемицидот е речиси невидлива. Тоа е една од најтешките форми на физичко и родово базирано насилство и речиси никогаш не доаѓа ненадејно, бидејќи секогаш има јасни сигнали. Контролирање на жртвата, понижување, економска зависност се дел од најчестите предупредувачки знаци, а често трагедиите се последица и на институционални пропусти. Овој вид на убиство речиси никогаш не се случува така ненадејно. Туку има доста многу сигнали, јасни сигнали, пријави, ризици кои што може да се предвидат, а често се случуваат и поради институционалните пропусти кои што настануваат и му претходат на ваква најтешка форма на родово базирано насилство. Во февруари 2023 со измените во кривичниот законник, фемицидот за прв пат беше препознат како посебно квалификуван облик на убиство на жена во контекст на родово базирано насилство. Со тоа се воведоа повисоки казни и јасна правна дефиниција. Но експертите предупредуваат дека законската одредба мора доследно да се применува и понатамошно да се доуреди. Начелниот став дека законот не е добар, имплементацијата, примената, усогласеноста и неговата практична применност треба да биде позасилена. Само околу 2% од случаите на семејно насилство се пријавуваат. Повеќе од жртвите одлучуваат да молчат или дори кога ќе пријават, подоцна ги стопираат постапките за семејно насилство. Најчеста причина за тоа е стравот, срамотно и недовербата во институциите. Според податоците на Националната мрежа за заштита на жените од семејно насилство, во изминатите 3 години во земјата се регистрирани 12 случаи на фемицид. Најцрна е 2023, кога биле регистрирани 6 убиства на жени поради родово базирано насилство.